другари, добре дојдовте во мојот нов влог. Станав пред буквално 15 минути и одлучив да стартувам нов влог, затоа што во минатиот ви ветив дека во рамките на овогодинешниот влогмас ки излегуваат многу повеќе влогови и без разлика на околностите, самите знаете дека не сме нешто многу можност да шетаме. Сакам и обичните денови да ги забележам, да ги снимам со надеж дека ќе се случи нешто интересно и дека влогот сам по себе ќе биде интересен. Како и да е, јас уште не можам да дојдам при себе, никако не сум наспиен. Моментално пијам кафе, ќе направам нешто да јадам, ќе се истуширам и имам план да идам у Скопје денеска. Сакам да тркнам до Джамбо, да видам каква понуда имаат новогодишна. И генерално тоа е планот за денеска, ништо конкретно, меѓутоа сакав да го најавам влогот за се што следува, да можам да ви го снимам, а да има некаква смисла. Се гледаме нешто подобро. И еве се направив да јадам. Ова ми е инаку омилениот доручек, станува збор за авокадо тост. После доручек време е за витамини, така што живели. Другари, ја само да ви јавам дека тргнав за Скопје, моментално сум на Кумановската патарина, така што ќе ви се јавам успат ако се дешава нешто интересно, во што чисто се сомневам. Евентуално кога ќе стигнам у Скопје. See you. Другари, ја само да ви јавам дека стигнав у Веро, се упатив на кај Джамбо, затоа и дојдов уствари. Се најдов и со Филип. Он ќе ме дружи малце, пак идеме на некоја кафе после. Let's go with us. Не знам како ќе се вика овој кластер, ама чисто да ви кажам дека бев дел од гужвиве. Ужас, многу гужва има и ќе убрзаме малце затоа што чувствувам грижа на совест. На совест, инаку брадава ми излегува од маскава и тоа е језиво. Другари, само да ви јавам дека е прежешко и дека е со обликов јакната ја нагарна вака. Филип е уште подебела јакна. Једам таква, мислам дека ја знаете. И апсолутно ја разбирам неговата фрустрација моментално. Јас сум ролка, така што претпоставам дека вие жешко дека ме гледате. Купив некоја крпа за кујна на мајка ми и си купив флашичка за вода, стаклена. Пак се спуштаме доле за да видам дали постои можност да купам некаква елка и ќе ви се јавам на крај да ви направам хол. Ја одлучив да си купам мала елка, малку поголема од она што минатата година ја китев. Сега барам лампиони. Сакам нешто вакво, као Gold Rose, не знам како се викава. Елкиве се иначе оскудни овде, нема нешто голем избор, да знаете ако доаѓате да купувате елка, не доаѓате у Джамбо. Мислам дека треба да си идеме пред да банкротираме. Другари, кога ќе се приберам, ќе ви покажам што све си купив. Само вака, еден sneak peek. Хит. Нема многу гужва на касите, баш работат сите каси за прв пат. Завршивме со пазарење у Джамбо, дојдовме у центар, седнеме на некој кафе, да се видиме, па ја после би требало да идам кај Зои. Се слушнав со Зои и ветив дека ќе се јавам кога ќе дојдам у Скопје, да снимаме некој видео. Сакам да ме трансформира у жена, затоа што Зои се занимава со мејкап, чуда глупости. Тоа е првичната идеја, ќе видиме што од тоа ќе успееме да оствариме. Одамна не сум бил вака испотен. Само да ви се пријавам дека тркнавме до Евроазија, си купив 2 пара фармерки и еден джемпер. Исто така ќе ви ги покажам кога ќе се приберам, ако уопште ви интересира. И се конечно ќе седнеме некаде да испиеме некој кафе, можно и нешто да каснам затоа што сум прегладен. Се слушаме покасно да се стационираме некаде. Одамна не сум бил у Скопје и сега гледам каква е ситуација, уште не е ништо пренакитено колку што можам да видам или дене па нема. Не е уклучено. Чисто информативно да видите дека е поднакитено, ама не свети ништо уште пошто е ден. Фала, пријатно. Еве елкава подзасветнува. Хит. Другари, само да ви се пријавам да ви кажам дека седнавме овде у Трент на плоштад, немам седнато 100 години и баш онака пријатно, топличко, нема нешто многу гужва. Сега нарачаме да јадеме, затоа што сум мртов гладен и Филип исто така гладен и сега ќе барам Зои да видам до кај што е. Успри, ми звони Зои додека зборувам за неа. Ништо е да се слушнам, да се договорам со неа што и како ќе правиме и ќе ве апдейтирам кога ќе нарачаме нешто јадеме, да ви снимам, да видите што јадеме. Ни стигна јадењево и двајцата нарачавме хамбургер, а добивме хамбургерчиња. Не очекував дека ќе ни донесат вакви 3. Мислам, не знаев дека вака ги служат, можда и не би нарачал хамбургер. Нека ни е на здравје, се слушаме покасно. Завршивме се јадење, све е накитено, све свети, сега тргнав на кај Зои, се слушнав со неа, се договоривме да снимаме видео. Ја дојав кај Зоза. Здрава, Зоза! Епа, другари, официјално да ви јавам дека стигнав кај Зозо Зизи Заза. Еве, кај неа сме у студио. Одлучивме да ви снимаме едно видео кое што Зоза ќе ме трансформира во жена, девојка, што и да сум, на 25 години, девојка велика сум. Заборив да се избричам, тоа е единствениот проблем, меѓутоа кончита на апарат има. Зоза иначе се занимава со мејкап веќе известно време. Има свое студио, работиш се за време на корона, работиш? Да. Ќе ви оставам линкови од нејзината, глеко сум добар.
Гледай колко съм добър. Линкови от незиният салон, Инстаграм профил и така натам, всеки остан долу в дескрипция. Можете слободно да се контактирате, ако ви трябва нещо. Да се шминкате просто, да бидете убави. А видите како јак излезам. Сега, драги гледачи, спремете се, затоа што следува една транзиција на која што не сте спремени. Сега следува бришење на ова ремек дела. Ај прво се вака се вадат, сум гледал на TikTok. Не боли ништо. Зои, сигурно ли си дека не е водоотпорнова? Не. Ма убаво види како вади. Та вака не го извадиш. Със всеки видам цървен паст, така? Болиш и не пролазиш. Па он стиска дека брише и го печала. Чекай, ви се јавам после. И другари, да ви се јавам и за влог, успеав некако да ја избришам шминката, ми остана малку тоа римелот, како и да се вика, или тушот, не знам што. Очите си ги ископав со влажни марамици, дур да ги избришам и со некаква пена што Зој ми ја даде. Другари, завршивме со снимање. Се надевам дека шминкава више не ми се познава. Чао! Другари, стигнав во Сити Мол и протрчам низ продавничкиве кои ме интересираат и ќе си фаќам патот на кај Куманово затоа што веќе сум мртов уморен. Влегов во Нью Йоркер затоа што ми беше веднаш на влезот. Нема ништо посебно, така што ќе поминам во Бершка, во Зара и тоа е тоа за денес. Мора да споделам со вас дека конечно си најдов вакви сијалици и кога ќе најдам и соодветно огледало, ќе ги обесам од озгора, така што ете, да знаете дека најдов. Иако предпоставам дека не сте ни знаеле дека барам. Литература дефинитивно има најубавата книжарница во Македонија. Ми се јави желба да си купам некоја книга, така што сега ќе видам каква понуда имаат. Баш ми се чита нешто, онака добро. Ќе ви јавам што сум си купил, ако уопште нешто си купам. Другари, само да ви јавам дека си купив книга, станува збор за Богат татко, сиромашен татко. Оваа книга ја купив по препорака на Ана Бучеви. Во низината книга што неодамна ја прочитав Види и имај, таа ја препорачува токму оваа книга со напомена дека на неизе и го има променето животот, па се баш кога налетав, морав да ја купам и си добив гратис кафе од литература, така што ете. Другари, ја завршив со пазарење, се сум на паркинг, си ја барам колата. Секогаш ова ми се слушува, ја буквално не знам кај ја оставив. Изгледа нова. Wait. Се со клучот даде. Најдов. Жив си испатив. Едва чекам да ова да стигнам. Прибрав у Куманово и у една продавничка најдов овие вакви за елката да ја збогатам, не знам колку добро се гледа, али ајде све ќе ви покажам од дома. Другари, се прибрав конечно дома и мислам дека е вистинско време да ви покажам што си купив. Со джемперот сте веќе запознаени, затоа што веднаш го облеков, оти снимав видео со Зои во него и нешто кратко ви влогував, така што джемперот иде на перење. Си купив и два пара фармерки, се не знам како да ви ги покажам, меѓутоа различни се. Едните се вакви, со ова на колена и скрос онака слим, тесни, баш онакви какви што јас милувам да носам, а вториве се скрос онака обични, со тоа што исцепани се на колено и овде некаде. Знам дека не се најсоодветни за узима, али ја милувам да си носам вакви црни фармерки, така што ете. Ова мислам дека веќе ви го покажав, станува збор за сијалици, кои сега ќе ги пробам да видам дали работат уопште. Купив и книга од литература и си добив гратис кафенце. Секој талент има свој вкус. Така е. Сега ве гледам што све сум купил у Джамбо и ја мислам дека најубаво би било да не ви ни покажувам, туку сите глупости да ги видите во видеото кое што планирам да ви го снимам, а е поврзано со декорација, односно китење на елката што ја гледате. Така што почекајте ден-два, сигурно ќе излезе тоа видео. Само ќе ви ги покажам работите кои не се поврзани со Нова година, ајде да кажем. Флашичкава мислам дека ви ја покажав додека пазарев и ова мислам дека ви го покажав. Ова е поврзано со Нова година, но го купив за удневна, така што нема да го видите во видеото кое што ви го спремам, па одлучив сега да ви го покажам. Станува збор за чаршаф, односно бошче, не знам како тоа вие го викате. Интересно е, скрос неутрално, сиво со некои новогодишни елементи. Се прибрав еве дома, пуштив клима и почнав да се топам буквално. Мислам дека све ви покажав што треба да видите. Останативе работи ќе ги видите во видеото во кое што ќе декорирам по дома, односно ќе китам елка. Тоа би требало да го снимам утре.
a ne znam kao вие ќе го гледате, затоа што имам неколку видеа кои треба да ги намонтирам и пуштам. Како и да е, ќе го гледате у блиска идни, да предпоставувам, за ден, 2, 3, небитно. Овде мислам дека е вистинско време да го одјавам влогот, затоа што имам навистина многу материјали и не знам како све ќе сведам на минимум, за да ви го задржам вниманието, но искрено се надевам дека ви се допадна денешниот влог и се надевам дека многу почесто ќе ви снимам вака влогови со содржина, ајде да ги наречам. Не заборавајте да оставите лайк, да се сабскрајбнете на мојот YouTube канал доколку се уште не сте сабскрајбнете, или да се потом се нервирам, а не се гледаме веќе утре во исто време на исто место. Чао!